Вчера бевме сведоци на тоа како подсилен, бескрупулозен, бесрамен и јавен притисок на Социјалдемократскиот сојуз, судиите подклекнаа и донесоа одлука која не е базирана на закони и факти и нема никаква врска со реалната состојба, со почитување на правото и законите. Туку служи за дневно политички потреби на неуспешните политики на СДСМ, насочени против сопствениот народ и институциите на државата. Владимир Талевски е жртва на класичен политички прогон, кој треба да ги смири фрустрациите од неуспешното делување на аболицираниот криминалец Зоран Заев против сопствениот народ и институциите на државата. Владимир Талевски е жртва на заканите, кои СДСМ со месеци ги испраќа врз судиите, кои само неколку часа, откако Петре Шилегов се закани со поединечни лични тужби против нив, изрекоа мерка за која СЈО нема никакви одржливи аргументи со законска и логичка оправданост. Владимир Талевски е жртва на класично судска политичка манипулација со јавноста, чија цел не е спроведување на законот, туку очен обид на СДСМ по маратонската серија погрешни и неуспешни чекори, барем некако да ги мотивира своите преврзаници и членови, кај кои аболицираниот криминалец Зоран Заев од ден на ден се повеќе губи поддршката. Граѓаните многу добро знаат кој е градоначалникот Владимир Талевски, како што и цела Македонија, а сега за жал и цела Европа знаат кој е фрустрираниот, неспособен криминалец Зоран Заев. Сите видовме како Зоран Заев бара подкуп од 1 евро за него, 1 за вицето, и се уште е на слобода. Сите знаат како Зоран Заев со Верушевски се договараа да уништат Македонија и се уште се на слобода. Сите, па и судиите, знаат дека Зоран Заев украде 8 милиони евра, ама се уште е на слобода заради аболицијата од Црвенковски. Сите видоа како криминалецот Зоран Заев јавно се заканува дека е над судството, дека нема да ги почитува судските покани и дека не ги признава судиите и се уште е на слобода. Зоран Заев е свесен дека 2-30 платени поддржувачи кои блокираат улици не се народ. Тој е свесен дека од ден на ден ја губи поддршката на честните социјалдемократи и знае дека народот нема да му го прости ова што и го прави на државата. Затоа Зоран Заев со малата криминална банда околу него се плаши да се соочи со народот на избори. Народот и овој пат во име на правдата и вистината ќе застане во одбрана на градоначалникот Владимир Талевски и во поддршка на конструктивните патриотски политики на ВМРО-ДПМН. Заев многу добро знае дека колку и да бега од соочување со народот, еден ден ќе биде жестоко поразен на избори и тогаш ќе одговара пред македонските судови во законска постапка за секој криминал и ќе мора да го врати и последното евро што го украл од државата. Тогаш нема да му помогне да го спаси никаков чадор и никаква платеничка револуција.